Стоматолошка ординација Дуодент, ваш стоматолог за целото семејство. Дуодент, стоматолог за вашите најмали и најмили. Безболно пломбирање и лекување млечни заби. Исправување криви заби со мобилни протези со сини картони. Дуодент, стоматолог за вашите тинејџери, заштита на стални заби, безболно пломбирање и лекување стални заби, исправување заби со најсовремени фиксни протези. Стоматолошка ординација Дуодент. Проверете зошто сме најдобри. Почитувани гледачи, ја следите емисијата ТВ Ординација на програмата на ТВ каналот ВИС и во денешното издание на оваа емисија ќе ви понудиме доста интересна содржина со која се надевам ќе го задржиме вашето внимание. Овде до мене е гостин од клиничката болница Аџибадем Систина, станува збор за доктор Љузим Агаи, неврохирург. Добро дојдовте во емисијата ТВ Ординација. Добро ве најдов. Како сте? Поздрав. Добро, во Струмица секогаш се чувствувам убаво. Така, се надевам дека вниманието на нашите гледачи ќе го задржиме во следните неколку минути со еден интересен разговор во однос на темата за мозочните тумори. Но најпрво да се задржиме околу вашата специјалност збор 2. Јас сум неврохирург. Неврохирургијата е гранка на медицина која се бави со хирушкото лекување на болестите на мозокот и на арбетниот мозок. Значи, за да се дојде до тој степен на лекување, мора претходно убаво, клинички и со разни исследувања да се разјасни природата на болеста, за да бидеме сигурни дека токму тој начин на лекување е потребен. Наш најголем сојузник во тој смисол се снимањата, радиолошки снимања, како што е компјутеризираната томографија и магнетната резонанца. Тука и предноста на нашата болница, што за еден многу краток период ни овозможува да дојдеме до тие вредни податоци за здравјето на пациентот и на тој начин за кратко време, значи, може да видиме во што се состои проблемот и да сме во состојба да делуваме во вистинската насока. Така, може би брзата реакција е сепак успешен клjuč за откривање на вакви болести. Да, конкретно ако зборуваме за мозочните тумори, тука зависи многу од самата природа на туморот. Има бенигни, има и малигни тумори. Бенигните растат, се развиваат многу побавно, додека малигните, и тука има една градација, има видови кои се развиваат на жалост многу брзо и има и такви што поспоро, побавно се развиваат. Многу е битна, значи, клиничката слика на самата болест. Тука се поставува прашањето на поврзаноста на главболката со овие состојби. Не би сакал, значи, да стварам непотребна паника. Добрата вест е што мозочните тумори се ретки, а најголемиот број од главболките се од така наречен функционален карактер. Што значи тоа? 90% од главболките се тие секојдневни, да кажеме, од кои страда најголем дел од популацијата, дали се од мигренозен карактер, од така наречен напнатост, tension type headache. Тие, значи, немаат никаква органска подлога во смисол на тумори, крварења, инфекции или слично. 10% од главболките имаат такво потекло, тумори или други некои работи кои се лекуваат со операции. Како да знаеме со каков вид на главболка имаме работа? Тоа и посебно би ги интересирало и нашите гледачи. Вака, значи, воколку имаме една главболка која е константна 20 години.
Оти има глоболки кои не се излекуваат, треба значи да се научиме да живееме со нив. И знаеме таа глоболка се јавува, да кажеме, еднаш недело, еднаш месечно, кај дамите знае околу менструационниот период да бидат малку по интензивни тие глоболки. Значи, ако е таа глоболка иста, со години, да не кажам со децени, не е никаква причина за некаква паника. Нормално и таа глоболка треба убаво да се лекува во соработка најубаво со невролог, да се запознае докторот со карактерот на глоболката и да се види со разни техники како истата да се држи под контрола со најмалку можни лекарски средства, да не се оштети здравието. Но, воколку има промена на карактерот на глоболката, воколку истата станува поинтензивна, воколку таа не поминува со вообичаените лекови, воколку е придружена со други тегоби, наго на повраќање, посебно утринско повраќање, воколку е придружена со други проблеми, со видот, грчеви, одземеност на некоја рака, нога или било некој друг таков необичен симптом кој ја придружува таа глоболка, тогаш тоа е сигнал дека нешто треба да се преземе. Треба лекарски преглед, да се проценат сите овие тегоби и по потреба тогаш пациентот се упатува на посебно снимање, што ги спомнав пред малку, компјутеризирана томографија или магнетна резонанца. Значи, не мора да значи дека по секоја цена ќе најдеме нешто непријатно во нашата глава, но воколку неврологот процени, убаво е да се исклучи или потврди некој проблем кој е причинител на таквата глоболка. Што значи, пред се битен е пациентот со промена на глоболката или воколку воопшто немал глоболка, а се јавува за прв пат некоја глоболка, да се консултира невролог и по потреба после да се направи тоа снимање и да се види што понатаму. Можеме ли да направиме разлика помеѓу тоа што е обична, што сложена главоболка? Значи, обична главоболка би била една главоболка од настинка, да кажеме. Сега е сезона на настинки, вирози, грипот се очекува да се појави. Воколку имаме такви симптоми, такви тегоби, тогаш таа главоболка не треба да не загрижува. Треба да се придржуваме кон тие упатства што обично убаво ги кажуваат матичните лекари, значи мирување, чаеви, аспирин или парацетамол, и таа главоболка обично, да кажеме, исчезнува после неколку дена до една недела. Но, воколку една таква главоболка перзистира, значи продолжува, не се смирува со тие лекови, тоа е веќе сложена главоболка. И воколку е придружена со симптомите што ги наброив пред малку, тоа е веќе ситуација која треба да се држи под контрола. Првенствено со еден убав, така наречен невролошки преглед, и по проценка на неврологот пациентот се упатува на додатни испитувања. Вие испомнавте дека значи најпрви треба да се придружуваат кон советите од матичен лекар во однос на главоболките, но кога пациентите треба да се обрадат за совет од неврохирург? Повторно, значи ја нагласувам потребата дека матичниот лекар треба да процени. Убавото е во тоа што матичниот лекар обично ги знае убаво пациентите, своите пациенти, со години, со децени, ги знае нивните навики, нивните стресови, изложеноста на евентуални некои нокси, штетни делувања во работниот простор, и матичниот лекар, воколку е значи фамилиарен со
тегобите на пациентот, на својот пациент, тој може да препознае некој нов момент и воколку процени дека има ситуација која дополнително треба да се испитува, тогаш се упатува пациентот на невролошки преглед. Невролошкиот преглед исклучува или потврдува некое сомнение дека се одигрува нешто поинакво во главата на пациентот и по проценка, значи, упатува на некое снимање и воколку тоа снимање покажува, да кажеме, постоење на тумор, тогаш се упатува на неврохируршки преглед за понатамушно испитување, консултации и така натаму. Сега доаѓаме до она главно прашање кое што ќе ги интересира и нашите гледачи, кај кои пациенти се појавуваат мозочните удари, тумори се извинувам, и постојат ли некоја возрастна граница кога тие се јавуваат? Некое генерално правило не постои. Тоа различни тумори имат предилекција кон различни популации. Нажалост, мозочните тумори се почести кај децата. И кај децата на таа возраст малку потешко се откриваат истите, оти децата не знаат да ги искажат своите тегоби како возрастните. И тука треба да бидеме внимателни кај таа популација. Ако имаме, да кажеме, една состојба кај што детето упорно повраќа со денови, недели, и ако причината на тоа повраќање не може да се објасни со обичен преглед, педиатриски, ако се, да кажеме, лабораториските резултати во рамки на нормална, значи не е причината вироза или некое, да кажеме, воспаление на краниците, воспаление на белите дробови, или некој проблем со желудникот, гастроентероколит, не се појавува, да кажеме, диареја или такви тегоби од тие што се најчест причинител, тогаш треба да се мисли на некоја друга можност и да се упати првенствено на невропедиатриски преглед. Што значи тоа? Тоа е педиатар, значи детски лекар, кој е пофамилиарен со невролошките заболувања, односно заболувањата на мозокот. Значи, невропедиатарот би требало да процени дали тоа дете има потреба од некое снимање и тоа снимање да се реализира во колку е потребно. Така, тоа значи дека не постои некоја одредена возрастна граница. Може да се јават и кај најмали деца? Нажалост може да се појават туморите и кај мали деца, дури... На која возраст кога зборуваме за мали деца? Од неколку месечни, па неколку годишни и така. Сите, ниедна популација не е поштедена од можноста за појава на такви тумори. Се разбира дека постојат разни тумори кај деца. Кај деца најмногу се појавува тумори во предел на малиот мозок, така наречени медулобластоми, и прилично се незгодни за лекување, но истите се предмет првенствено на хируршко лекување и по потреба после нивното отстранување. Нормално материјалот се праќа на посебна анализа, се вика хистопатолошка анализа, и по одредување на биолошката природа на туморот, тогаш се постапува понатаму согласно протоколи. Има онколошки протоколи кои се запазуваат и се применуваат. Колку трае вообичаено лекувањето? Секој случај е индивидуален, секој случај се проценува. Многу е битно во која фаза е започнато лекувањето и воколку е отстранет туморот, ние со контроли, со снимања,
ја следиме состојбата на пациентот, воколку приметуваме дека е се под контрола, тогаш не препорачуваме некоја друга терапија. Но, воколку има тенденција туморот да се појави повторно, што на жалост постојат и такви тумори, тогаш се применува и друго дополнително лекување, така наречено онколошко, што подразбира или зрачење или терапија со одредени лекови кои се викаат цитостатици. Така. Следното моje прашање е во однос на тоа што подразбира невролошкиот, односно неврохируршкиот преглед при сомнение за постоење на мозочен тумор. Првенствено е многу битно пациентот подробно во детали да се испитува за природата на неговите или незините тегоби. Тоа значи дека самиот пациент ги дава тие податоци. Воколку не е можно пациентот поради природата на болеста убаво да ги разјасни неговите тегоби, тогаш е тука семејството, најблиските кои дават информации кои се многу вредни за нас лекарите, за да ја процениме состојбата. Значи тоа се вика во медицината анамнеза, прибирање на податоци со состојбата на пациентот. И воколку при тоа испитување ние приметуваме неко одстапување од нормалата, продолжуваме со така наречен невролошко испитување. Со посебни техники се проценува состојбата на невролошкиот систем, како функционираат нервите, моторната сила, односно силата на рацете, на нозете, и воколку при тоа испитување со невролошки или неврохируршки преглед се приметува некој одстапување од нормала, тогаш следат некои други испитувања. Не се само тие методи што ги напоменав, снимањата, компјутеризирана томографија и магнетна резонанца, туку и други, да кажеме, може да се испитува очното дно. Тоа е во рамки на очниот преглед, кој исто така може во нашата болница да се направи. Има и едно друго многу ефикасно испитување, снимање, се вика PET scan. Исто во Систина се спроведува. Тоа испитување со кое се може да се откријат кај тумори кои дават повеќе метастази сите тие промени во човечкото тело. Тоа е од непроценлива вредност за нас лекарите, за да знаеме за природата на туморот, каде е застапен, во кој дел од телото, и врз основа на тие податоци после се усмерува лекувањето. Сега многу зависи еден пациент како ќе се лекува во зависност од возраста. Оти поинаква е стратегијата кај малите деца, поинаква е иста кај возрастната популација. Воколку имаме пациент на 70 или 80 години, значи староста не е веќе, да кажеме, некое ограничување за лекувањето, тогаш треба повнимателно да се пристапи, да се види во каква состојба е срцето, белите дробови, бубрезите. Сите тие функции се проценуваат со посебни испитувања и од посебен тим на лекари, за да се види дали пациентот е подготвен за тоа лекување оперативно. Воколку не е, се подготвува со посебна терапија, со посебни интервенции, за да биде спремен за така наречена неврохируршка интервенција. Значи, тимската работа е многу битна работа во лекувањето на пациентот и токму тимската работа е многу застапена кај нас во болницава и благодарение на таа соработка и квалитетот на лекување е висок. Доктор, ајдем сега малку вака на
по немедицински начин да објасниме некои работи. Што доведува до појава на мозочен тумор? Влијаат ли наследните фактори, надворешни фактори? Како всушност се појавуваат овие тумори? Општо кажано, етиологијата или причината за настанување на мозочни тумори не е се уште во медицината разјаснета. Не позната е. Има повеќе теории, вирусна теорија, теорија од зрачење, некои, но ниедна теорија не е потврдена, научно не е докажана. Затоа велиме и покрај многуте теории дека причината останува непозната. Некоја предиспозиција генетска секако постои. Има тумори кои се ретки, за среќа, и се јавуваат кај одредени фамилии. Да кажеме, неурофиброматоза, тоа е една болест, морбус Риклингхаузен се вика, по еден германски автор, која се јавува со повеќе тумори во централниот нервен систем, односно мозокот и орбитниот мозок, и со некои подкожни јазоли, чворови. Има некоја генетска условеност и се појавува и кај другите поколенија. А во модерната медицина исто во последно време е многу застапена теоријата дека постои некоја генетска условеност која при разни фактори од средината во комбинација едната и другата можат да се комбинират и да дојде до манифестација на некоја болест. Не зборувам само за мозочните тумори, туку општо. Сега за сега сите тие фактори, интерреакции не се до крај добро познати, останува медицината да работи повеќе на тоа поле и да ги разјасни тие причинители. Постои ли некоја статистика во медицината колку видови ги има во однос на мозочните тумори? Мозочните тумори во однос на другите тумори се 1 до 2% застапени. Значи многу помалку него, да кажеме, другите тумори, белодробните, желудечните, на дебело црево, кај жените, на дојката, на другите делови од телото. Значи, застапеноста на мозочните тумори во однос на другите е многу помала. Почесто се јавуваат кај машкиот пол или женскиот пол? Има ли некоја таква граница? Нема, значи, некоја голема предилекција, одреден тип од тумори, да кажеме, менингеомите се позастапени кај жените. Тоа се бенигни тумори. Се мисли дека е тоа поради некои делови туморот кој е осетлив на еден женски хормон, естроген, и поради тоа повеќе се јавуваат кај жените, но не е тоа секогаш случај. Во однос на тоа, колку се и чести мозочните метастази? Мозочните метастази се прилично чести и се почести и почести. Тоа е резултат на неколку фактори. Првенствено, тоа се должи на фактот што се повеќе старееме, има се повеќе постара популација. Тоа е благодарение на развојот на медицината, на превентивните мерки, сега и покрај смртните случаи кои не може да се исклучат на рана возраст, сепак има многу превентивни мерки со кои може да се доживее една пристојна старост. Но, што повеќе стареме, толку е поголема и можноста да заболуваме од разни тумори. И тие тумори даваат метастази. Така да се почесто ги гледаме овие метастази. Порано беше концептот дека метастазите не се лекува или многу ретко се лекува. Сега е ставот, воколку постои
една метастаза, тоа секако се оперира, воколку е достапна за хируршко лекување. Но не само една, понекогаш и 2 или 3 метастази се оперираат. Зошто? Конкретно сега имавме во нашата болница еден пациент што имаше 3 мозочни метастази и покрај испитувањата на другите органи не можеше да се открие примарниот орган, од каде е потеклото на метастаза. Ние ја опериравме поголемата метастаза, што вршеше поголем притисок, и освен што го ослободивме мозокот од притисокот, добивме и многу вредна хистопатолошка диагноза, која не можеше да се открие, и излезе дека метастазата е од хематолошко потекло, значи од крвта, лимфом така наречен, што е во однос на лекувањето по поволна варијанта од лекувањето на овие метастази е многу поефикасно во однос на другите метастази. Значи, не треба да се предадеме и при појава на метастази, со тоа што секој случај, кој нагласувам тоа, е посебен и треба посебно да се испитува и да се процени потребата од хируршко лекување и понатамошно евентуално онколошко лекување. Така. Како се добива комплетна слика, колку тие напредували и каков третман е при тоа неопходен? За метастазите? За метастазите. Значи, многу е битна состојбата на пациентот. После операција би требало да имат големо олеснување на тегобите, кое не мора веднаш да настапи, но во текот на постоперативните денови. И понатаму следи следење на состојбата на пациентот, редовни контроли и редовни радиолошки исследувања, односно снимање на мозокот. Најдобро тоа се прави со магнетна резонанца, со контраст, и истата покажува има или не повторна појава на туморот. Воколку не се знае потеклото уште еднаш на туморот, би го потенцирал ПЕТ скенот како одлична можност истото да се открие, и со тоа се надополнува целото диагностичко исследување на пациентот. Така, во текот на целиот овој разговор напоменувате дека потребен е мултидисциплинарен пристап во лекувањето на туморите, но сепак да ги запознаеме гледачите што всушност сето тоа опфаќа, каков третман е тој мултидисциплинарен. Значи, воколку имаме пациент со мозочен тумор, се проценува операбилноста. Не сите пациенти ги оперираме. Значи, тоа е процена дали пациентот би имал корист од таа постапка. Воколку сметаме дека ќе има корист и воколку пациентот и семејството го прифатат тоа, тогаш следи операција. После операција, во зависност од природата, биолошката природа на тумор, дали е бенигни, дали воколку е бенигни, со самото отстранување на туморот завршува лекувањето. Само следи контрола на состојбата. Воколку е малигни, тогаш контролите имат поинаков терк, се следи состојбата и со снимања, и во зависност од тоа имаме многу битна соработка со нашите онколози. Значи, воколку е потребно, пациентот се зрачи. Тука имаме и посебни видови на зрачења, имаме генерално зрачење и фокусирано зрачење во рамки на Trilogy апаратот кој е достапен во нашата болница и кој на компјутерски начин го усмерува фокусот на зраците токму во тоа место кај што е тоа потребно, и при тоа не се оштетува од зрачењето другиот здравиот дел од мозокот. Од самото зрачење најмногу ги оштетува
клетките на туморот, но на жалост и страдат малку и тие здравите клетки. Токму намената на овој апарат, Trilogy, што го викам, е да се поштеди здравиот мозок од таквото штетно зрачење. После оперативниот зафат, на што треба да внимаваат пациентите? Даваме многу значење на физикалната терапија, која е присутна во тек на целото како предоперативно и постоперативно лекување. Имаме тим кој се грижи за пациентите, за нивната мобилност. Принципот е пациентот што порано е потребно да застане на свој нозе. Мобилизацијата е многу битен дел од лекувањето, додека порано беа ставовите таквите пациенти да лежат подолг период, сега е ставот да станат што е поможно побрзо. Истите, значи, се цело време придружени од тимот на физикална терапија, лекари, физијатри и физиотерапевти, кои цело време вежбат со пациентите и дават морална поддршка, ги охрабруваат за тоа што поефикасно да го прават и после тоа, воколку е потребно, физикалната терапија се продолжува и после болничкото лекување или пациентот се посоветува како да продолжи со вежбите и во домашни услови. Така. Во вашата болница Аџивадем Систина исто така значи функционира и спиналниот центар. Какви се состојби може да диагностицирате и третирате? Спиналниот центар подразбира дека може да ги лекува сите болести на рбетникот и содржината внатре рбетниот мозок со спиналните нерви. Што значи од повреда до тумори на ова подрачје. Имаме често пати повредени пациенти со повреда на рбетникот, кои се третират од страна на хируршкиот тим, спиналните хирурзи. Тука сме и ние неурохирурзите за делот кој се бави со лекување на рбетниот мозок, туморите на рбетниот мозок и нормално една многу честа патологија дискалните хернијаци. Мислам дека пред известно време и професор Лозанче гостуваше во оваа телевизија со таа тема, дискалните хернијаци. Тоа е кај народот познато како ишиас. Значи, тоа е најчеста болест со која ние се бавиме во рамки на спиналниот центар. Така, докторе, пред да го заокружиме овој разговор, уште едно прашање. Како Македонија стои во појавата на оваа болест на светско ниво и дали досега во вашата кариера сте имале некој оперативен зафат со некој тежок вид на ваков мозочен тумор кој што е малку застапен во светски рамки? Демографски гледано, во Македонија имаме помалку случаи него што е во земите со многу поголема популација, да кажеме, една Турција, Индија, Кина, да не зборуваме. Таму имат повеќе застапеност на разни мозочни тумори. Кај нас, значи, статистиките се движат во рамки на тие светските статистики и резултатите на лекувањето не заостануваат зад тие светските. Тие малигните, најмалигните тумори што се, на жалост, годината на преживувањето е 1 година од прилика. Така е и во Америка, така и кај нас. Значи, зборувам за земјата со најразвиена медицина, тука сме и ние, значи не заостануваме со резултатите. Секогаш се обидуваме со еден човечки пристап да му помогнеме на пациентот во зависност од состојбата. Гледаме
секогаш тоа да не биде на штета на пациентот. Така, често сте и овде во Струмица, ваши прегледи во болницата, кога има за да знаат сите оние граѓани кои што... Конкретно, јас не прегледувам тука, прегледувам во Скопје, а секако воколку има потреба и тоа во рамки на болницата може да се добие некоја информација. Во рамки на болницата Систина. Се надвам дека ќе бидете повторно гостин во нашата емисија за да ги запознаеме гледачите и понатаму со овој битна болест. Ви благодарам на вашето гостување. Благодарам. Почитувани гледачи, значи разговарав со доктор Люлзи Магај, неврохирург од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Ви благодарам на вашето внимание.